Добре дојдовте на ТВ каналот Откритија, Discoveries, Надеж за иднината. Од вашиот водител Силвана Павловска од Австралија и нашите соговорници Агапи Тофиловска и Ана Бобинкова Мијаковска од Македонија. Денес е четврток, 30 јуни 2022 година и вие, почитувани наши гледачи и слушатели, следите серија емисии во кои содржината е против неправдите во сите области, откритија, решенија, која се емитува секој четврток во 20 часот македонско време. На овој портал, единствен од ваков вид, почитувани наши, ќе емитуваме свежи примери за продолжување на неправичното постапување и одржување во живот на корумпираното правосудство. На кого паѓа вината за неутврдена фактичка состојба и неверодостојно утврдена вина? Ова е прва програмска серија дебата од областа на правото, сигурноста, владење на правото, правната држава, наспроти корупцијата од серијата Отворена дебата. Надеж за иднината, парадигма за новото време. Да се подсетиме дека минатиот четврток ви дадовме еден пример со кој оштетените граѓани се борат против неправдите, неиздржаните судски и други одлуки и решенија, неправично водење на судски постапки, обвинителски истраги и недозволените коруптивни спреги на инволвираните чинители, вршители на јавни функции, органи и институции. Ја следете снимката од обраќањето на еден трагично оштетен татко, имено господинот Ѓорѓе Танов од Богородица, Гевгелиско, на кој му се случи најболното што може да се случи на еден родител, да го изгуби своето дете. Тој го изгуби својот син, кој е всушност убиен, Мите Танов од Богородица, Гевгелиско, кој се случи во ноември 2019 година. Овој ожалостен татко седна пред нашата камера и го кажа она што му е длабоко во душата и срцето, полно со љубов и решеност до крај да се избори за правдата и за спокојот на душата на своето дете, своето чедо. После обраќањето на Ѓорѓе Танов разговаравме за важните аспекти и елементи кои ни овозможуваат со право да ги посочиме оние сиви сторители на тешки дела и оштетување на страните во една постапка, а кои се всушност оние кои се на дадената јавна функција и позиција и нашиот придонес за спречување и стопирање на таквата коруптивна и криминална практика во Македонија, но и на цивилизацијско ниво. Ве поканувам да ги слушнете трите претходни емисии, доколку тоа не сте го сториле или направиле досега, за да се запознаете со темата на дебатата на ТВ каналот Открити, Discoveries, Надеж за иднината. Дозволете ми сега да ви ги представам и да им посакам добре дојде на Агапи и на Ана. Добар и благословен ден, Агапи и Ана. Добар ден и добро вечер за Македонија, сите кои што се наоѓаме во Македонија, а добар ден за сите кои што се наоѓаат на друга географска должина. Точно така. Патот до правдата е интердисциплинарен. Секоја област и стручност и надлежност е важна алка од процесот од таа нишка, што не води до изборот на сторување на неправдата. И дали ќе стане силен синџир на докази за доаѓање до правдата. Но кој од сите чинители, се прашуваме, може најмногу да интервенира или да попречува за да не се постапува како што треба? Повелете, почитувани. Да, благодарам. Па ова прашање е суштествено кога зборуваме за неиздржани или неправични во овој момент, да кажеме, одлуки за кои што се надлежни правосудни органи.
точно и со законите е утврдено тоа е дека и со законот за судовите и за јавно обвинителство и за постапките, особено за законот за кривична постапка, како што нели областа која што го спомнавте примерот од минатата емисија со унесреќениот ожалостен татко, кој што е еден предмет во кривична постапка за кривично дело, точно е пропишано како треба да тече тој процес, нели, на утврдување на фактичката состојба, на подигање, односно на докажување на обвинение спрема тој што е обвинетиот. Значи, самите закони имаат утврдено прописно постапување кое што зависи од повеќе елементи, каде што судијата или обвинителот едноставно треба својата одлука или решение или тој обвинителен акт, нели, се што се носи, да се заснувува врз фактите. А фактите, односно фактичката состојба се утврдува во тој процес, значи во таа судска постапка, каде што релевантните нели чинители, оние кои што се надлежни исто така за да се утврди точно фактичката состојба, исто така се дел од тој процес. И потоа врз основа на сето тоа што е добиено, значи како стручно мислење и од надлежните органи, како точно утврдување на фактичка состојба, се носи конечната пресуда или решение, каде што фактички самиот судија или обвинител во овој случај го има тоа право да го носи, значи и должност да го носи тој акт, меѓутоа тој зависи од сите тие, како што рековме, фактори кои што учествуваат во тој процес на доаѓање до вистината, односно до правична пресуда, да кажеме, или решение. И тука се покажува, да кажеме, и одговорноста или големината или службеното постапување на тој кој што го носи тој акт. Во овој случај прашањето, како што рековме, нели, кој е виновен за неиздржана, значи, една судска пресуда, например, или за еден обвинителен акт. Па тоа е многу едноставно да се одговори. Значи, во сите случаи каде што не е запазена точно пропишаната постапка, односно процедура, процесот да тече онака како што предвидел законот, на ниво на судовите, тука вината паѓа секако на судијата. А додека на ниво на обвинителствата, доколку не е сето тоа запазено, вината паѓа на обвинителот, значи на обвинителството. Значи тука нема дилеми, затоа што тие кои што носат таа одлука и тие мора да внимаваат и на службеноста, и на стручноста, и на издржаноста, на прописите, на легалното, значи се е во нивни раце и сето она што не е испочитувано, особено законските прописи, сето тоа паѓа на нивната одговорност. Во овој свеж, како што рековме, пример свеж, не само што минатиот пат таткото на убиениот Мите Танов говореше тука, нели, пред камерата, туку после тоа, односно во овој понеделник, значи од ова седмица, тие има ручиште во Основниот суд во Гевгелија, во кој што повторно, значи од апелација, беше вратен предметот на повторно одлучување, значи на повторно на првостепениот суд,
И во понеделникот се одвиваше трето поред рочиште, откако е вратен тој предмет, нели, повторно на одлучување на основниот суд во Гевгелија. Со тоа што, како што кажа таткото, првото ручиште мислам дека било одложено. Второто исто така не знам на кое ниво или дали се одржало, немам точна, мислам сега информација, нели, да дадам точна. И ова трето ручиште е ручиште на кое што бил поканет и сведокот. Значи, тој е единствен сведок кој што е наведен во таа судска постапка и обвинителна постапка, кој што сведочи, нели, за самото кривично дело што се става на товар на осомничениот. Во однос на лицето кое што е убиецот. Да. Со тоа што, значи, исходот од рочиштето во понеделникот е тој што судот го затворил целиот процес, значи го затворил предметот, со тоа што донел пресуда дека врз основа на признание на вина на, во овој случај, еве, обвинетиот, меѓутоа ние викаме едноставно тоа е убиство кое што баш поради тоа што не е запазена целата процедура и уште повеќе што со ова рочиште во понеделникот, значи тоа сакав да кажам, врз основа на признание на вината на обвинетиот, јавниот обвинител го преквалификува, значи, кривичното дело, дека е од небрежност, значи и со тоа добива казна соодветна, да речеме, на тоа не е важно и колку и како, дали е максимална или не. Меѓутоа приговорот од страната, нели, од застапникот на оштетениот родител, во овој случај на таткото на убиениот Мите, е дека се приговара на таквата преквалификација на делото и уште повеќе затоа што кога е вратен предметот од апелација, таму се посочува, значи, насоки дава апелациониот суд, му дава на основниот суд повторна реконструкција да направи, значи, на целото дело, како е случено, значи, повторна, значи, од почеток, затоа што се утврдиле неправилности во претходниот процес на утврдување, нели, на што всушност се случувало тој ден на самиот настан. И место, нели, таа повторна реконструкција да се прави со три рочишта, од кои што едно не одржано и второто дали е одржано или не, на третото рочиште се затвора предметот, каде што не се прави повторна реконструкција, туку повторно врз основа на исказ на обвинетиот, значи се донесува не само пресудата, туку и се обвинителот, што во овој случај е тужителот во оваа постапка. Значи, обвинителот ја прави правната квалификација на делото, го преквалификува кривичното дело. Значи, со ова повторно првостепениот суд прави нешто што е повторно оди на страната на неправично постапување и повторно оштетување на веќе неколку пати во оваа постапка оштетениот во овој случај таткото на починатиот, кој што е сепак, значи, оштетен во таа и страна од страната на тужителот во овој случај. Зар е можно тоа нешто да се случи? Епа, еве, можно е. Значи, можно е и тоа се случи еве сега, овој понеделник пред 3 дена. Зборот ми беше и тоа што вие го поставите прашањето, значи, на кого сега паѓа вината. Значи, во тој процес имало и кримтехника, значи, имало и невропсихијатар.
се утврдиле некои факти кои што даваат дополнително сомневање дека по она што нели го кажува осомничениот, оној кој што сега го признал нели дека е убиство, меѓутоа не на начин на кој што може да истрагата да покаже, туку на начин на кој што тој го кажува како се случило и на тоа се базира целата постапка. А во утврдената доказна постапка, значи од кримтехниката, има видно е дека кримтехничарот кажува дека на тоа место, како што тврди обвинетиот во овој случај убиецот, воопшто нема такви докази и траги дека тука се случило убиството. Значи не покажува, но тие докази тој што треба да ги цени во овој случај најнапред јавниот обвинител, затоа што тој е надлежен и за подигнувањето на обвинителниот акт и за самото кривично дело кое што тој бара нели да се докаже, како и за преквалификација на кривичното дело. Значи, според законите, правна, така наречено е, таа е формулацијата, правна квалификација на кривично дело, кога се прави, не може да прави никој друг, освен обвинителството. Значи, тука невозможно некој друг да преквалификува. Сега, тоа е во ред, ако се прави врз основа на валидно изведена доказна постапка, утврдени факти, кај што не е спорно ништо, па каде што нели според разни конвенции така натаму за заштита на кривично обвинетите, осомничените, може да им се олесни. Тоа е во ред. Меѓутоа, доколку е спочетувана целата процедура, а не ова да создава нели можност обвинителот во овој случај да прави правна квалификација на дело што не е во согласно со доказите, со фактичката состојба. Значи тоа е исто така злоупотреба на службената должност и тоа одговорноста паѓа точно на тој обвинител. И тој треба, нели, да ја сноси таа одговорност и многу е јасно нели, каде треба да се бара виновникот во овој случај како одговор на прашањето, конкретно во овој случај. Во друг случај, нели, рековме, на ниво на судовите, одговорен е судијата, затоа што тој носи пресудата. Значи, сите други чинители, кои што се на некој начин учесници, дали се тоа вештаци, дали се тоа адвокати, дали се тоа како да кажеме, па да, вештаци од разни области, значи сите тие може да се утврди нивна вина. Меѓутоа, оној кој што ги цени доказите, тоа е судијата. И тој е тој кој што може да биде голем во очите на граѓаните, да има доверба, значи затоа што е правичен, затоа што носи правични одлуки, како нели целта е на сите нас да дојдеме до вистината, до правдата, а не да дојдеме до некоја одлука која што потоа нели е многу проблематична, како и во овој случај. Сега да, тоа е многу јасно. И еве ние како граѓани и преку нашите примери што ги имаме во судовите, во обвинителствата, и ова е еден придонес кога посочуваме нели што велиме со прстот, не го правиме произволно. Значи тоа се прави врз основа на точно на тие предмети, точно на тие пресуди во кои што се содржи ова, дали тој ја злоупотребува или не должноста, дали суди правично или не. Значи, тоа е многу јасно. Прашањето е што се однесува на таткото, кој е неговата правен статус? Кој е неговиот правен статус и како може тој да најде лек во овој предмет? Бидејќи тој е што го изгуби својот син и покрај тоа што лицето што е осомничено ја признало својата вина, каде стои во сите овие нешта таткото и неговите права?
Точно така, благодарам на прашањето, тоа е вистинското прашање. Што после ова и точно каде стои, во што е понатаму неговата борба за неговите права. Како што се вака поставени, значи, овие правосудни органи, инстанци, кои што водат не соодветна процес, судска процесна постапка, така да кажеме, многу малку може да има надеж да си ги оствари своите права. Во конкретниот случај, таткото на убиениот Мита е оштетен во целата постапка. Значи, тој не е ни во својство на тужител, затоа што својството на тужител во таа постапка го има јавниот обвинител. Доколку јавниот обвинител не се завземе точно и на оштетениот, нели, во овој случај таткото, да му го олесни целиот процес, да работи во интерес, нели, и во заеднички и во јавниот интерес на тоа да се дојде до правично завршување на таа постапка пред правосудните органи, да се донесе правична присуда, мали се можностите самиот оштетен да може да се избори. Затоа, како што рековме, со актот на судијата или на обвинителот, тука се завршува. Понатаму има инстанци, меѓутоа, кои тие инстанци работат на овој начин, значи кругот се затвора. И сега прашањето е точно на место. Тука имаме, нели, застапник на оштетениот татко, адвокат, кој што треба сега да оспорува, да се бори. Значи, има повеќе правни лекови што може да се применат, меѓутоа сето тоа повторно зависи од начинот на кој што тие кои што одлучуваат ќе ги носат пресудите. И затоа оваа програмска дебата е токму за оваа сфера, бидејќи таму, значи, не се случува онака како што би требало и како што еве и ние се заложуваме да работат тие правосудни органи во интерес најнапред на граѓаните, најнапред на вистината и правдата. И поради тоа и проблемите постојат, значи, во секој од овие судски постапки во кои што граѓаните на некој начин искусуваат за своја проблематика. Дел од овие неправди, значи, сето тоа се уште се храни. Значи, самите тие во правосудните институции го хранат, ја одржуваат корупцијата, го одржуваат тој правосуден коруптивен начин. И сега тука е нашата борба. Ние ќе се осврнеме, и Агапи може за тоа да каже, таа имаше еден предлог, следната емисија може би или некој од следните ќе се направи токму за тоа, дека начинот на кој што се носат самите закони, кои што потоа се користат, односно се злоупотребуваат за вакви состојби, нели, да имаме во тие наши постапки, исто така дел од коренот на проблемот. И тука е можеби и тоа ниво друго, кај што е уште посериозно, затоа што овој закон, да речеме за јавно обвинителство, кој што е донесен пред некое време, значи многу експерти, многу луѓе, стручњаци од таа област на правото имаа забелешки, каде што сега му се дава една поголема моќ, така да кажеме, на обвинителството, на јавните обвинители, каде што се скратуваат можностите на самите оштетени, во овој случај на таткото, тој не е странка, значи оштетениот во постапката, некои работи тој не може самиот да ги превзема доколку јавниот обвинител како тужител не ги превземе. Дури еве се жали таткото на обвинетиот, а секако дека има и многу како него, дека на самите рочишта, например, не му се дозволува да испитува сведоци.
не му се дозволува да приговара, така да кажам. Значи, а сето тоа повторно зависи и од судијата. Значи, да му се дозволи на оштетениот, како што му се овозможува на обвинетиот да се брани, нели, да му се овозможи да има одбрана, нели, да не му сеускратува неговото право, така и на оштетениот треба да му се дозволи, и тоа е познато како одредба еднаквост на оружјата. Значи, со овој нов закон за јавното обвинителство, тие можности на оштетените се намалуваат и е можност за вакви коруптивни појави, значи злоупотреба на службената должност и на самите закони. Сега би дала збориве, ако сака Агапи, за тој дел за кој што е многу важен, зашто ние не можеме да делуваме надвор од рамките на законите. Ако тие се носат и некои одредби не се едноставно не одговараат на потребата или на потребната заштита на страните или оштетените во еден процес, тогаш тие закони секако дека не се добри. Значи, или тие одредби од тој закон. Ана, пред Агапи да даде своje мислење и размислување, се прашувам колку игра улога некомпетентноста на јавниот обвинител, или дали е сето тоа дел од таа корумпираност? Дали тоа што може би не е доволно компетентно лицето да ја врши својата должност, или пак е чиста злоупотреба на функцијата и на должноста? Тебе прашам. Па, ако сакаш. Да, добро. Да, и минатата емисија за истото говоревме дека не можеме да разговараме за нестручност или небрежност или не сакајки сториле, бидејќи истите лица ја повторуваат истата грешка милиони, енти пати. Тоа е самото показател дека тие не сгрешиле, не погрешиле, туку намерно и тенденциозно ги запоставуваат своите работни обврски, односно работат на штета на законот. Во врска со кривичниот закон нов, морам да признаам дека јас не сум го прочитала, иако во моите правни заврзлави имам поднесено повеќе од 25-6 кривични пријави кои се претежно кон инспектори, суди, директори на институции како што е државен управен инспекторат, значи оние институции кои што би требало по закон да ги контролираат постапувањата на државните службеници. Јас не сум го проверила новиот закон од причина што знам, колку знам, може и тоа го смениле. Оној закон кој важел во времето на сторувањето на кривичното дело, тој закон ќе важи кога ќе им се суди. Мада има една одредба која што вика да им ги олесни, односно ќе се земе оној член кој што ќе им ја олесни положбата на обвинетите. Меѓутоа, обвинетиот може за небрежност да биде ослободен, не сакајки нешто направил. А кога ти со години го повторуваш истото кривично дело, тога не може да стане збор воопшто за примена на таков член, ќе му се олеснело на обвинетиот. Кој ја донесува таа одлука за да му се олесни? Па не знам сега, во врска со обвинителство постои, нели, совет на јавни обвинители кој што е надлежен да одговара за да разгледува поплаки, жалби и да ја контролира работата на јавните обвинители. Меѓутоа, тоа е све едно исто. Никој не реагира. Ние немаме јавен обвинител, исто како што немаме и народен правобранител. Од причина што
ако видиме кои се народните правобранители, што е народен правобранител, тој треба да ги застапува, да ги брани правата на граѓаните, така, пред државата. Додека државниот правобранител треба да ги брани правата на сите што на некој начин ја оштетуваат државата. И сега, ако погледнеме дека десетици години наназад, оние што биле министри за правда и правеле кривични дела или злоупотреби на својата службена положба, потоа стануваат народни правобранители за да пак се штитат себе си практично. Зашто ако дојде вистински народен правобранител, па тој ќе ја најде вината кај министерот за правда, оној што ја направил грешката. Истото се случува и во обвинителствата. Значи, тотално е затворен кругот. Сакав да кажам во врска со овој предмет на Ѓорги Танов, дека колку што јас знам, кога постои оштетен, не може обвинителот своеволно да менува по кој заради договор, заради признавање по кој член ќе биде суден обвинетиот, туку на истото мора да се согласи и оштетениот, дека се согласува да се преквалифицира делото. Според демократските принципи, да. Ама според законот беше така. Јас не знам што му направиле они на законот, на вистина. Ама според закон тоа беше така до пред 5-6 години. Сега делово е од 19-та, јас не знам по новиот закон веројатно. Но од друга страна, ниту еден закон не може да биде над уставот, иако е тој во спротивност со установените норми за практикување на право, тогаш нема ни да важи. Всушност, постои едно нешто што се нарекува народно вето, како алатка, но овде не ја кажуваат. Може би вие можете таму да се распрашате по вашите правни состојби и да ни дадете вие информација. Народното вето, од она што го имам прочитано, значи дека дури и кога е, да речеме, пред 10 години донесен некој закон, доколку се коси со правото и правдата, народот може да го отповика и тогаш се ништат сите негови и последиците од тој закон се ништат. Да. Како што јас сум запозната, кога се работи за некој закон што ќе се воведи во една држава или територија во Австралија, кој се коси со федералниот закон или со на уставот, тогаш оној што е на уставот, федералниот, важи, а другиот што е на државата не важи. Имавме еден случај со euthanasia, нели euthanasia? Да, еутаназија. Северната територија го воведе тој закон пред неколку години, само за после некое време федералниот суд тој закон го аболира, прогласи за неважечки, затоа што нема тој толку, мислам, тежина, тој гласот на државата северна територија, колку што има оној што е на федерално или пак на уставно ниво. Така. Па видете... Но можеме тоа нешто да го разгледаме, да видиме што всушност. Да, ние имаме различни типови на законодавства, мислам Австралија и Македонија. Чинам дека ни се различни, меѓутоа мора да постојат некои универзални, нели, закони, декларации и така натаму. Сакам нешто да прашам, ми избега мислата. Да. Народно вето, зборувате за народно вето. Не, ми текна. Значи сега, во моментов, пред овие денови што се случува во собранието, нели се тепаат, се фрлаат со што им дојде пред рака,
Практично, кој е носител на законите? Тоа е Уставно-правната комисија во Собранието. И еве сега гледаме ова комисијата за европски прашања, што е во суштина една измислена алатка за да сите не принципиелни и незаконски закони се носат со европско знаменце по скратена постапка. Меѓутоа и таа скратена постапка предвидува 2 дена расправа да има по истото. Сега, за да ги замолчат, што е проблемот, замислете, закон за работни односи го ставиле со европско знаменце. А позадината на сето тоа, каква врска има европското знаменце? Тука никаква. Но позадината на сето тоа е да се протне да не се дискутира, еве и насилно ќе ве застанеме и нема да ви дозволиме да го дискутирате, само и само на да си создадат, па и таа е привидна правна норма, каде што судиите кои што веќе по сила на закон треба да отидат во пензија да се пензионираат, да останат се уште на своите места да го окупираат судот, бидејќи тие се докажани во како да речам, извршување на кривични дела при својата работа. Значи, работат не по закон, туку работат по нарачка на оние интересентите, односно менторите, односно оние кои што ги плаќаат, очигледно, или уценуваат. Не навлегувам, има јавно обвинителство кое е должно да испита сите наводи кои што ние можеме со мненија да изнесуваме, а не можеме да тврдиме нешто, бидејќи алатките за докажување на ваквите кривични дела се во рацете на обвинителите, на полицијата, на оние кои што имаат можност да стигнат до банкарските сметки, до нивните движења на имоти, значи сите алатки се во нивни раце. Ние врз основа на она што ни се случува можеме да дојдеме до заклучок дека нешто не е во ред со работата на одреден судија, обвинител и така натаму. Во врска со повелете. Продолжите, па после јас. Во врска со овие обвинителите и моите 25 кривични пријави, тие никогаш не ме повикаа мене како оштетена, практично јас ги пријавувам нели сторителите, и они се должни по закон да ме повикаат да ми земат изјава, да ми дадат записник што рекол овој пријавениот, да не соочат, да ги соочат. Никогаш не се случи ништо, замислете. А тука има судии од основен суд, судии од апелационен суд, судии од управен суд, директори, како што кажав, на Државен управен инспекторат, членови на инспекцијски совет, овие сите се должни да ја утврдат вината на работата на извршителите, на работата на службениците во конкретно Агенција за вработување на Република Македонија, директорот на агенцијата. Значи, и сега едва им ставаат и печат, дури на тој печат нема ни број. Ова што се случи, што го предававме. Они разговараат, дојдете за пола сат да ви дадеме број. А како тоа треба да изгледа практично? Малку поопширно за ова сега. Да. Кажете ни. Значи, од она што го пишува во правилата и како треба да работат службениците во Македонија, кога го предаваме ние тоа писмо, било каков документ. Кажете ни за писмото. Да, значи било каков документ да предаваме во архивата на Министерство за надворешни работи. Службеникот кој што го прима на шалтер е должен да го скенира, да го внесе во компјутерскиот систем, тоа автоматски се, нели, кога го скенира, документот влегува во системот. Системот самиот изфрла бројче, и сега службеникот става штембил, го заведува истото и рачно во деловните книги, кои што се дупла контрола практично е тоа. Имаме
компјутерски систем и имаме овој класичниот систем. Бројчето кое што излегува на компјутерот се запишува на штембилот, истото се запишува во деловната книга и тогаш на двете места постои за ако едното го снема, на другото место да биде... И сега јас не знам како они со кое лице викаат дојдете за половина час да видиме дали ќе помина. Што има тука да поминува или да не поминува. Ти си должен да го заведеш секој документ на кој што ќе му дадеш деловнички број, така? И ќе го вратиш на странката, а примероците ќе ги распределиш онаму до каде се назначени. Толку е работата на службеникот. Ма го лажат народот и ова не се однесува само на Министерство за надворешни работи. Ова се од... Просто истераат од нивната канцеларија. Видете, ако не ти... Запучкаат работите некако? Ете, можат, како не. Ако не е во систем, тоа што кога нешто ќе влезе во компјутерски систем, многу е тешко, мислам невозможно да избришеш информацијата, секогаш ќе остане трага од нејзе. Така? Од таа причина не го внесуваат они во компјутер, па прво ќе видат дали е тоа опасно, неопасно, што содржи, ќе проценат дали можат. Па ако проценат дека не треба да постои такво нешто, тогаш ќе измислат некој број и Кобожемски ќе ти дадат број. Тој број нигде не фигурира, а истото ќе заврши во ѓубре. Ме разбирате? Не е должноста на таквото лице да донесува одлуки дали или не, или да ви вели на вас или на други, вратете се после пола сат. Таквото... Не е нивна должност. Нивната должност е да тие го запишат тоа нешто што го примиле, Так. да дадат потврда со бројче и така натаму дека е примено и дека некој ќе го разгледа тоа и ќе ви се обрати на вас или на други. Да, со одговор или со постапување. Да. Така. Така да, може би си даваат премногу слобода и да. мислат дека имаат влијание да донесуваат одлуки. Не си даваат они слобода, видете да ви кажам. На шалтерите, во институции, во судови, во било каде што има криминал, а секаде има, постојат лица вработени на самиот шалтер, кои што ја контролираат работата. Ако приметивте, јас не бев присутна внатре кога го придававме писмото, па потоа видов на видео дека внатре прво некој маж беше, па потоа некоја жена дојде. Или ми се чини? По гласот помислив, да, а не ја гледам јас, пошто нели. И сега. Ете така. И сега, значи тој мажот е инструиран. Тој не одлучува, него му е речено, оди и донеси го тоа да видиме ние што е прво. Па потоа ти, а службеничката која што треба да ја работи работата е негде позади, ти тргни се натаму. И после ќе се појавиш. Јас знам дека за мене во Основен суд двојка имаше едно време почнаа да определуваат службеник само за мене, пошто шалтерите се со 7-8 службеници, а не вика оди кај него ти. Зошто викам јас на кој сакам шалтер можам да застанам? Ама тој има специјалната книга што не важи, ме разбирате? Тоа е толку очигледно, меѓутоа очигледно е кога веќе ќе го стекнеш искуството. Исто така сакам да кажам за снимањето во, нели ваму не дозволуваа да се снима внатре, па чекајте малце. Дали Министерство за надворешни работи на Македонија е државна институција? Државните институции се јавни институции, постојат за граѓаните. Тоа е нивниот сервис во било која област. Тие не може да не дозволат, ако нема знак на зградата дека не е дозволено снимање, тогаш секако дека луѓето можат да снимаат. Да, по закон. Ви лажат луѓето дека не е дозволено снимање. Меѓутоа, се што е надвор, се што е јавно, се е дозволено да го снимаш. Ти никому не си му влегол во приватност, не си му навлегол во спална соба, нити во некаква
нивна конспирација па ги снимаш, па они не ти дозволува. Значи, јавен службеник во јавна институција кој работи за јавно добро, во секое време можеш да го снимиш, нема зошто тој тебе да ти забранува. Тоа е лага за да се скријат, зашто ни сакаат да бидат невидливи, некои таму службеници, без име и презиме. Ме разбирате? И прошлиот пат... Предпоставувам дека има и камери внатре во... Сигурно. И дека сето тоа се снима. Ама еве гледате, вие во собранието не даваат камерите им се нонстоп расипани, или пак имаат обврска на третиот канал да даваат од седници, они никогаш тоа не го прикажуваат, особено кога не име во интерес. Значи, на секој начин да се забошати за овој народ да не стане свесен, ама до сега народот на вистина треба да е свесен со сите овие случувања, докази, изкази, состојбата во која што се наоѓаме, треба да знаеме дека ова веќе е целосно безвластие. И сега ние, како едни свесни луѓе, свесен човек за себе, не треба да бидам ниту учен, ниту не знам колку образован. Мислам, образован е уствари да имаш образ, треба да бидеш образован. Сите ние треба да си го земеме својот живот во своји раце. Не можеме да дозволиме на еди кои си криминогени, видливо, на дела се гледаат, да ни ја водат државата, да ни го организираат животот. Па не знам, имаше предвадена една бивша политичарка од Дом, Лилјана Поповска, која што на телевизија изјави дека, замислете, тоа е значи катастрофа, дека она била уценета, она е као на Зелена партија која што се залагаше за екологија, многу години председател и многу години пратеник во собранието на Македонија. И сега, они работеле во рудниот бизнис, носеле закони да се работи со цијанит и со не знам што рече друго, некои отрови, кои што трајно ќе го уништат диверзитетот на целата почва, ќе го уништат животот на луѓето, пошто ние сме и мала територија и не многу реално едно предградие на голем град на запад. И сега, значи, неизе демеки рекле, ќе ти дозволиме да помине ова, да не се користи цијанит и не знам што, ако се потпишеш за да се смени името на Македонија, односно да се додаде придавката Север. Замислете, ова го кажува на телевизија. Ама зарем, чекајте, тако и се заканувале. Треба да се обрати до институциите кои се должни да ја заштитат. Треба да се обрати до јавноста да ја алармира. Замислете ако она не прифатела и они го користат денеска цијанидот, нашле друг да се потпише за промена на името на Македонија. Значи тие работи, сега ние тие работи што се однесуваат на нашиот живот и здравје, ги оставаме во раце на непресметливи се. Значи, толку се навлезени во бизнисите, во релациите, тоа не можеш, нити го контролираш, нити знаеш што ќе направат. А се работи за твојот живот, за животот на твоите блиски, за целокупното постоење на нас како народ. Не знам навистина што да кажам. Таа политичарка тоа го објави неодамна, реков. Предвадена. Предвадена. На телевизијата Заспи ако можеш. На телевизијата Алфа, на емисијата Заспи ако можеш. Заспи ако можеш, да. Да. И па тоа е навистина нешто кое што слушателите и гледачите ќе треба да обрнат внимание за оваа вест, особено и за други вести, веројатно што ќе... Да, но новинарите се... Извинете, ве прекина.
Новинарите се тие кои што треба да ја подигнат работата на повисоко ниво. Да алармираат, да врескаат за тоа. И имаме некои таму отовни материи во Скопје, близу Драчево, кои што со децении стојат, не се осигурани, а можат да предизвикаат еколошка катастрофа и заболувања од канцер на илјадници луѓе кои што постојано тоа испарува. И за тоа молчат. Ќе ја подигне некој работата, па некој ќе го оќутка. Мислам, овие луѓе за се молчат, меѓутоа медиумите се тие што треба да ја... Зашто постојат медиумите? Тие точно постојат за на политичарите и дали тие работат во интерес на народот и оние што ги гласале, нели? Тие што изгледа и тие не си ја вршат својата работа и тие се претпоставувам во некаква сделка. Многу години, ова покажува дека многу години е работено на оваа констелација да биде вака, затоа што е многу, како да речам, индикативно. Замислете, на сите места се ставени луѓе кои што се на одлучувачки функции, а сите се меѓусебно поврзани и си го кријат криминалот. Па тоа колку време треба за точно да ги наместиш. И дури не се работи само за Македонија, туку гледаме дека истото се случува и на светско ниво. И на светско ниво и овдека се случува. Значи ова е новиот светски поредок. Да. Меѓутоа, сега сме во 2022 година, 30 јуни, денеска крај на сите тие нешта, почеток на крај. И се работи нели на тоа да народот биде известен за тоа што се случува, иако знае до одредена мера, али не знае доста многу работи, затоа сме ние нели да ги известиме за тоа што се случува. И тие се должни како такви да превземат мерки. Мерки можат да превземат ако разговараат со вас, каде што ќе може да добијат нели правна совет, каде што ќе може нешто да се направи кој што ќе биде не само во нивна корист, туку и во корист на општеството, општо гледано. Ана, вие сакавте нешто да додадете сега? Да, па во однос на ова последното, да, само сакав да споменам кога се вака поставени работите, особено од тие државни институции кои што се надлежни да едноставно ја имаат одговорноста секој граѓанин да може непречено да си го остварува своето право или непречено да дојде до правдата, значи без препреки и супки, најпрво од самите институции, значи кога е ваква состојбата, многу е тешко, например во една постапка, еве како во овој случај сега така го третираме, бидејќи јавно за него зборувавме, нели на оштетениот татко на убиениот Мите, кога ќе дојде до таа фаза, значи скоро веќе за нив завршен предметот. Значи многу е тешко да го враќаш на почеток. Значи секогаш е најсоодветно од почеток, кога ќе почне некоја постапка за било каков проблем, значи од почеток да се делува стручно, значи на сите нивоа, секој да си ја врши работата, за да не дојдеме до апсурдни ситуации каде што едноставно не може да се нафати, да речеме некој адвокат да расправа нешто, нели да го враќа кога е невозможно да го вратиш, затоа што има веќе многу завршени работи, поставени пречки, што тој не би можел да ги оди. Например, и сега затоа уште од почетокот не само граѓаните да бидат совесни и свесни и да едноставно да повеќе ние и во тоа сакаме да придонесеме да се информираат за своето право, значи кога почнуваат некоја постапка, кога бараат адвокатот доверба, например, или кога треба да внимаваат на нешто што никој не им го кажува, дали е пропис или нешто што содржи закон,
туку едноставно, значи малку повеќе нека се информираат. Има такви и други здруженија што даваат и бесплатна правна помош, значи на почетокот да знаат како да се постават, кои се изгледите или во која насока да им се каже, значи да им се објасни нивната ситуација, за да не западнат во погрешно водени постапки или постапки каде што поминува долго време, значи се прават прекршувања, значи ништо не е како што треба и потоа е многу тешко да се исправи работата. А ова сакав да додадам, значи јавните државните институции, значи тука се скоро сите институции, еве и училиштата се тоа, значи и овие правосудни министерствата, разни центри за социјална заштита и така натаму, фондови, значи сето тоа е јавно на државата и каде што граѓаните исто така се даночни обврзници, значи парите на граѓаните одат во тие, односно во буџетот, во средствата од кои што тие ги земаат своите плати, си го јадат нели својот леп од народот, значи мора во тие институции точно на шалтер не да стават некој што ништо не разбира и ќе рече јас само да го примам, па имаште телефони, па јавете се утре, позадутре, вака така. Треба да си има лице што ќе го прими, значи странката, и да не знае ќе го упати, место него ќе сврти телефон, ќе направи нели се што треба, како тоа барање или неговиот проблем, тој да го проследи кај што треба, зашто сите не се едуцирани, значи не се ни должни да знаат како работи Министерството за надворешни работи. Значи си има таму приемна служба или архива, како се вика. Значи се знае дека граѓанинот дошол да достави. Ако не е нели соодветен органот, ќе го упатат на друг. Ако треба до сектор, значи таму тој што го прима барањето или кај што прашува за информација граѓанинот, тој треба да го упати. Во овој дел, значи кога го поднесувавме барањето, сега да ги запознам другите само дека беше тоа барање од организација Жени, мајки и родолюбки на Македонија Ангелина Маркус. Во понеделникот бевме претходно најавено преку соопштенија за медиуми за јавноста да доставиме протестно писмо со барање за раскинување на двата ништовни договори, преспанскиот и бугарскиот, значи адресирано до Министерство за надворешни работи и Бујар Османи. Значи се знае кога ќе го прими Министерството до кого е да адресирано и да не знае точна адреса, може би има некој сектор таму како внатрешно работи, значи тој треба тоа да му го каже, ако треба да достави уште еден примерок, например, ако е точна адресата, до кого точно, ако треба и формално, значи не може, ние бевме, имаше таму на шалтерот едно младо момче, кое што наместо да ги дава овие информации, прво рече не смеете да влегувате, да снимате, а тоа беше јавен настан со прес, значи тоа беше во истиот дел, нели, снимањето, како го доставуваме писмото, меѓутоа тој не бил информиран, што не е ни наше, требало да види, нели, или некој да му каже, кога веќе има нешто пред службениот влез на Министерството, каде што е всушност и тој дел за доставување на представки, барања, поднесоци и така натаму. Прво не знаеше, понатаму рече јас сум тука само да го примам. Значи па после ќе си прашате, ќе си дојдете или како, нели? Значи уште ние не сме сигурни каде е нашето барање. Сме дошле тука, можеби некој доаѓа од друго место, нема време тој да чека, можеби сака сега да му каже телефон или мејл или на кој начин
тоа ќе го добие следното што треба, дали бројче или било што. Значи тој ништо не знае, тој шалтерски службен работник, да го кажеме, тој ни кажува дека тој не е за ништо освен да може да го земе. Со едно штембелче кај што има датум, меѓутоа немаш број. Сега, нам на странки, не ни е дозволено да влеземе во просторија службена на архива, затоа што во други институции има. Ке си влезеш, има еден или неколку вработени, ке ти кажат повели за тука ли е, за таму, значи ке направиш една комуникација. Не, ова само така, кај што никој од тој шалтерскиот не знае да те упати за ништо. И треба така, едноставно да го оставиш што вели Габи и после, ако си паметен, ако се информираш од страна, од пријатели, од не знам, или некој друг тука да интервенира, како што нели се прави со некои други позадински врски, ќе дојде, нели, до таму да кај што треба. Значи, најпоразително е, зборот ми беше, значи, ова е еден пример. Инаку во сите ние сме биле, значи, во училиште, кај што тие, што се надлежни од комисија, да речеме, за запишување на ученици во училиштето, највисоките инстанции, значи, директор на училиште, секретарот на училиштето и педагогот на училиштето да здружено делуваат, атакуваат врз родители што треба да достават едно барање. Значи, тие него ни гледаат барањето што е. Туку веднаш кажуваат дека не може да се достави. И сега ние реагиравме, викаме како не може да се достави, мора да може да се достави. Значи, да, ние имаме право, да. Така, да. Извини, самото тоа што они атакуваат да не го доставиш, така покажува дека они работат нешто криминално и се засегнати од тоа што ти го доставуваш и го бараш. Тогаш имаш црно на бело. Значи, нивниот так не треба ништо да прозборат. А тука има служби кои што треба да испитаат работата. Да, да, значи ова е еден мал пример, значи сакам ние во контекст на денешната може би има, но меѓутоа случајот да го објаснам. Како што рековме, значи тој што е во таа државна јавна установа, треба да има еден таков однос кон секој што доаѓа странка, се разбира ако некој крши напаѓа ќе го отстранат, меѓутоа замислете во училиште родители да дојдат да достават барање и тоа барање за упис на дете во училиште или за да кажеме нешто во врска со испишување или упишување во друго училиште, значи една нормална процедура што е во интерес на детето, значи да биде на време завршена таа постапка предвидена со закон и така натаму. И тие, значи, на таков начин да делуваат спрема самите родители, значи без почит, без ништо, а уште повеќе што не е ни професионално, значи тој не си ја врши работата и сега. Тоа, конкретно во нашиот случај барање што беше, значи ние го подкрепивме, законска нели можност која е и врз основа на таа ги исполнуваме условите. Меѓутоа, тие, значи прво него ни бакарат, така да речам, тој член што сме го навеле, нив не ги интересира, иако треба да ги интересира, затоа што се во таа комисија за запишување на ученици и само ни кажуваат некоја одлука што е донесена на ниво на општина, а општината е нели како основач на училиште, да речеме, во таа општина, одлука која што, како уче наш тие ни ја цитираат, важи за нив, треба до неа да се придржуваат, меѓутоа законскава можност никој не ја третира. И сега ние прашавме како е можно, значи некоја одлука која што
едноставно може да го побие, едноставно да го суспендира некој член од закон што му дава на граѓанинот право да си го бара, нели, тоа во надлежната институција. Меѓутоа, тука завршува се. Значи, таков еден арогантен однос, дека ние не можеме понатаму да одиме од таа одлука што тие ја добиле од општината. Значи, тоа е навистина непрофесионално и ние тоа им рековме. Значи, ние ова во јавноста ќе го третираме ако не си постапите како што треба, значи одговорно, совесно, вие сте тие надлежните што треба ова да го решавате. Значи, на вас паѓа одговорноста. Но ова се примери и капка во морето. Значи, има милиони вакви беззначајни, како да речам, што ни го загорчуваат животот. Место да биде граѓанинот ослободен од сето ова, таму во институцијата што ја плаќа со негови пари, да му излезат во пресред сите што се внатре, да се види до кај треба, што треба, тој да се јави, не да му каже, еве ти бројче, јави се ти, па таму на централата можеби нема да се јави цел ден тој што треба да крене, па ако го уклучи локалниот, па може во канцеларијата ги нема, ќе рече, на терен, на одморе, оваа недела сме имале такви случаеви, па добро, ако е тој на одмор, кој друг го заменува, нема, само еден. Значи има лавиринти кои што го отежнуваат доаѓањето до правдата. Тоа е во сите сфери, па еве и во овој правосуден дел, меѓутоа овде уште посериозно, затоа што се носат одлуки што потоа, нели, на штета се, едноставно немаш механизам како да го разрешиш ако не одиш по таа утврдена процедура, а таа утврдена процедура се злоупотребува и тука настануваат проблемите. Исто и со овој законот што го кажавме за јавно обвинителство, значи давајќи поголема заштита на обвинетиот, да има, нели, што велиме, еднакви можности така, да самиот се брани, нели, да не му е попричано, ваму го оштетува, значи, повторно оштетениот. Тоа не е правично. Значи, тоа создава можност, дупка, за да може да се злоупотребува од страна на тој што е прекршителот, значи сторител на кривично дело. Значи ние никого не осудуваме, значи тој си има, нели, валиден начин, законска можност да си се брани. Меѓутоа, давајќи такви поголеми права, можности, заштита на тој што сторува кривично дело, а смалувајќи можноста на оштетениот, значи исто на тој начин да го докажува своето право, се создава можност за злоупотреба. И ние сведоци сме на многу случаи кога човек си го бранал својот имот или својот интегритет или животот на својот ближен или својот, на крај тој да биде казнет, виновникот, значи тој е на некој начин обележаниот, а тој што го напаѓал, сега таму пред европски судови добива за, нели, присуди дека не бил добар третманот. Значи тука веќе многу е подлабоко одењето да се искорне коренот. Значи не е толку едноставно, меѓутоа тоа сакаме да покажеме дека се е поврзано. Ако носиш неиздржани закони кои што имаат членови кои што се противречни, кои што се на штета, нели, на заинтересирано да дојде до правдата, тогаш не може да очекуваме да решаваат праведно и овие правосудни институции, и обвинителство, и судство, затоа што е тоа можност за да се злоупотребува и спрегите, нели, така натаму, да се носат, да речеме, правни квалификација некое дело што не одговара со тоа, со доказите од постапката или со утврдената фактичка состојба, туку онака како што ќе одлучат тие, нели, учесници.
дали признание на вина, тој што веле нели виновникот, јас ова го направив, добро, штом призма дека тоа си го направил, ќе направиме квалификација, меѓутоа целата истрага не може да се базира неговата изјава само, ама нели се утврдува, нели ете од криминалистика, нели има форензичари, нели има, значи и во нашето обвинителство може да спомнеме добри примери во однос на тоа, на преквалификација на дело, тоа е со она унесреќено, како да речам, значи трагично загубен живот на млад човек Никола Саздов, кога беше насилство, кривичното дело, меѓутоа кога се виде дека тоа не било насилие, насилство, туку точно убиство и тоа на брутален начин, значи од доказите што произлегоа со обдукцијата и така натаму, значи стручното вештачење, обдукцијскиот наод покажал дека не било тоа случајно си ја удрил главата при пат, тие го нападнале, ама не било нешто сериозно и се утврди дека е убиство, како да кажеме, точна има квалификација правна и тогаш обвинителството направи правна квалификација. Убиство од небрежност? Не, насилие, нешто така, и после се има точна правна. Меѓутоа, тоа е повторно врз основа на изведени докази, значи утврдени, кај што нема мрдање, значи тие може да кажат виновниците што сакат, оштетениот може да каже што сака, меѓутоа доказите кажуваат што е и која е и дали и како, ако се прави правна квалификација, треба да биде таа правична. Значи, еве уште само да не должам, тука ќе завршам, имаме ни еден пример, ќе го спомнеме во друга прилика, каде што при тешка провална кражба, значи со насилно кршење на врата, на прозори, на прозорци на брава, што според кривичниот закон е тешка кражба, обвинителството, значи, го преквалификува друго дело му дава, а самата исто од криминалистика, значи, кога е наодот, е тој, дека начинот на кој што е провалено, кажува дека во законот тоа кривично дело е. Не може, ако е тој начин, се смета за таква кражба. Се не може, ако е нешто така направено, да му дадеш друга квалификација. Не се совпаѓа. Тоа го има обвинителство направено. Значи, и не е само еден случај. Има многу такви. Затоа и ние овде, кај што велиме, тоа го отвараме и како тема го дебатираме, затоа што во нашите правосудни институции полни се архивите со вакви списи, кај што сето тоа е спротивно на утврдена постапка и одговорноста паѓа точно на тие. Значи, како што рековме на почетокот, не може тука да биде одговорен ни вештак само, ни оној што вршил обдукција, да, во неговиот стручен дел, да. Меѓутоа, оној што донел пресуда врз основа на тие наоди и целата, нели, целокупно, како се вели тоа, на доказна постапка, тој е одговорен. Тоа треба јасно да е за сите, да. Благодариме. Можеме сега да се осврниме на второто прашање, ако ми дозволите. Еве, да ги поврзиме и другите чинители со примери на начини со кои тие го попречуваат доаѓањето до правдата и што е потребно од дадениот момент кога тоа ќе се дознае, што е потребно да направи најпрво оштетениот граѓанин. Што е потребно? Знаеме дека информации не добиваат од тие што треба да им дадат информации, не се упатени каде што треба да ги дадат. И сите други проблеми со јавното обвинителство и така натаму. Што може најпрво оштетениот граѓанин чим дознае да направи, каде да се обрати? Па во зависност од тоа за што дознал граѓанинот, најпрво дадена му е можноста да поднесе представка.
по таа представка во која што ќе наведе, нели, за што се работи и како него му е ускратено правото. Тој не е должен ниту да знае закон. Во писмена И форма. да пријави ако е нешто нели. Во писмена форма, да, Кривично до да органот пријави. кој што Или пријава да поднесе. Зависи за што се работи. да, зависи за што се работи секако. Но и да не поднесе, еве граѓанинот не знае дека е тоа кривично дело, да речеме, така? Таму каде што ја поднесува представката, одговорниот за разгледување на представката Да, ќе го е должен, не тој е должен веќе по закон да ги знае законите и да процени дали има тука кривично дело. Ако некој службеник направил кривично дело со неговото работење, истото треба да го пријави на јавното обвинителство. Така да поднесе самиот функционер, самиот одговорен во институцијата е должен по закон, не дека дали сака или не сака. Туку во кривичен законник си пишува дека тој е должен секој службеник што ќе разбере за дури и да не е до него доставена представка, а разбрал за кривично дело сторено, должен е да го пријави. А во спротивно ќе се смета за соучесништво. Затоа што и непријавувањето на кривично дело е кривично дело. Значи ти го зацкриваш. Со обзир на тоа што недоверба во правосудството е на толку ниско ниво, нели 8% зборував на минатиот пат. Има луѓе кои што можеби се плашат. Не знаат на кој начин тоа нешто да го направат, нели им е страх. Што се случува со таквите луѓе? Дали постои некоја служба каде што можат тие да се обратат, например, да добијат бесплатна правна совет, во кој правец да тргнат? Не сум сигурна дека можат да се заштитат оние кои што се плашат, не знам како ќе се заштитат. Во Министерството за правда постои, треба да постои практично оддел кој што би требало да нуди бесплатна правна помош. Меѓутоа, прво ги извитоперуваат тие условите за да воопшто стигнеш до таква помош, а освен тоа, тоа е исто така една испостава на корумпираниот систем. Па ти немаш никаква гаранција дека тој нема да те каже, односно напротив, можеш да бидеш сигурен дека точно ќе пренесе тој беше за такво и такво за овој службеник кажа дека има кривично дело. Значи ќе се обидат да го заштитат. Јас ова искуствено исто така го зборам, сум била и таму, никој мене ништо не ми кажа, ништо не ми помогна, напротив, ми го зацкриваат. Дури Министерството за правда е во неговата зграда, во истата зграда на 4-ти спрат се наоѓа одделот за сектор за контрола и работа со извршители, а истото и за нотари и за адвокати. Значи Министерството за правда како такво има надлежност над работата на овие на адвокати, извршители, нотари. И таму постојат луѓе, па тоа мислам меѓусебно се кријат. Никогаш не, они прават кривични дела со тоа, меѓутоа јас ги имам доказите црно на бело. Тие можат да се менуваат. Затоа е она што го реков прегеска, сите прво биле министри за правда, а потоа истите ги ставаат да бидат народни правобранители. Зошто ако вистински човек застане ќе каже, чекај овде реагирале, зошто министерот за правда не повел постапка, зошто не го отстранил овој недостаток, зошто дозволил да се работи криминал. Така да, јас не знам, може би постојат
Да, па секако има доста здруженија исто така на граѓани кои што нудат бесплатна правна помош и сега треба можеби од еден на друг или кој има добро искуство со некој што му излегле во пресрет и така, некако граѓаните можат и на тој начин да се обратат. Секако дека има и такви кои што само формално нели тоа го прават, а во суштина и може и на штета која ќе дојде некој предмет за да нели не се проследува. Значи за тоа зборуваме што секој ако си ја врши својата должност совесно, ние многу брзо ќе се ослободиме и ќе спречиме и корупција и ќе дојдеме до правда. Меѓутоа токму тука се прават најголемите злоупотреби. И овој дел што рековте од прашањето кои се други, па да, други учесници рековме и во постапки се други чинители. Значи ете ги спомнавме, може да биде извршител, може да биде вештак, адвокат, може да биде стручно лице од друга област потребна нели за утврдување на нешто, ете криминолог и така натаму. Меѓутоа спрегите постојат и тие што се вели и сега се многу цврсти, затоа што тие спреги се создадени не од сега, значи постојат со години и исти против услуги едни на други си прават, а ваму случајот што треба нели да си добија завршница, не се тера како што треба и не се грижи никој за правото и правдата и за вистината, туку како нели тие си го тој круг исполнуваат и што треба да си завршат едни за други. Значи тука има и од други институции, од катастар, има адвокати, па и во лекарска комора, например, сега ако некој има сгрешено, дали адвокат, дали извршител, лекар, например, законот предвидува и нивните таму регулативи да се обрати до таа комора, нели, кај што се тие од таа област што вршат таа дејност. Меѓутоа, нели, секој си се штити сами од себе. Многу малку има, ако се обрати човек против некој адвокат, многу малку има што ќе го стават, например, во адвокатската комора на дисциплинска, па да му се одзема лиценца и така. Значи, многу малку се тие случаи, а многу има наштетувања, нели, од адвокат, или и за извршителите и така натаму. Значи, сето тоа не е така поставено, најнапред во интерес на обичниот граѓанин. Кога така ќе функционираат сите, особено вршители, рековме на сите овие јавна функција дејности, тогаш нема да има корупција. Затоа што тука е детекторот, индикаторот, ако е задоволен обичниот граѓанин, што нема ни знаење, значи што нема врски, што нема пари, не треба тој да плаќа. Значи тоа апсолутно сите треба да се вршат должноста и си земат плата за тоа. Значи се што е над тоа, уцена или некој ќе му рече на некој адвоката и да ти се реши предметот, ваму таму, нели толку, нека плати тој, значи сето тоа е веќе, тука нема решавање. Тука секогаш ќе има незадоволство и неправична пресуда. Значи, сега, кога обичниот граѓанин ќе биде задоволен, кога вратите на институциите и на сите што вршат јавна служба ќе му бидат отворени, ќе му биде излезено во пресрет, ако нема да плати и про боно ќе го заштити, ќе го упати, ќе работа телефоните само тој да дојде, ама не на коруптивен начин, туку на тој исправниот, обичниот, службениот, значи законскиот, пропишаниот и да без злоупотреба, тогаш ќе може да зборуваме дека има напредок и тогаш може да се надеваме. Значи, се додека обичниот граѓанин е незадоволен, сигурно нема мрдање понатаму дека нешто овдека се прави против корупција. Колку и да сака да не убедуваат, значи тоа може има случаи каде нели
ќе решат 2-3 случаи или 2-3 познати или тајкуни личности, како што имаме во нашево судство сега, Орце Камчев кој беше друг таму, што ги гонат и тие од власт, а тој Рашковски што така и е поставен за да после на овој начин заврши, не е важно, тој не е никаква ни личност, ни па да речеме величина. Меѓутоа два тројца така или Катица Јанова, што сега таа па за ништо не одговара, значи ќе ги направат дека се, нели, еве, гледате, го прави тоа, ги гони, ги казнува, а уште милиони такви има, што си поминуваат и ќе си поминат никогаш не казнети. Тоа е исто како со вакцините. Значи тие големите компании што имаат интерес да ги продаваат сегде, нели, да заработуваат, плаќаат милионски суми за оштета на неколку случаи, ќе досудат судови. Меѓутоа, разликата меѓу тие пари што ги плаќа за одштета е многу мала таа сума во однос на сумата што ја добива за работка. Значи моралниот аспект тука го нема. Значи се е сведено на калкулација. Доколку тој има морално чувство, па тој нема да прави такви вакцини, па нема да заработува на болката на животите на луѓето. Значи така и во овие правосудните. Значи се е проформа да изгледа дека, а всушност во суштина ништо не е. Еве, на обичен шалтер не може граѓанинот да добие прием на барање, замислете, а не па нешто повеќе да го упати. Да постапат по барањето. Да постапи, па тоа Мора лицето да се моли или да плаќа, да пари некому за да му помогне на некој начин? Ама не само тоа, драга Силвана, значи сега еве како што бивме ние таму на шалтерот, ти кажува момчето, јас сум тука само да го примам, ништо друго не знам, за друго не го овластиле, значи нема тој ништо веќе од него да се очекува, нема друг одговор и мораш да го прифатиш, тој ако не е за прифаќање, нема, тоа е одговорот. Доста загрижувачка состојба. Таквите земји како Македонија со сите проблеми по правосудството и скоро сите сфери на животот во општеството ги викаат Банана Репаблик. Банана Репаблик. Знаеме што се случи со оваа земја сега што банкротира, нели? Која беше Бангладеш или како ја викаат, не се сетам. Сега пред неколку дена банкротирана затоа што корупција. Сингапур да не беше. Не знам. Да, јака. Јака е, не знам. Нисам ја чула ова информација. Една од азијските земји овдека, да. Току да преминеме сега на уште едно прашање, може? Може. Знам дека за доста работи спомнавме, така да веројатно и го одговоривме до некаде ова прашање, но би сакала пак да го поставам и вашите размислувања, ако можете да ги споделите со нас, а тоа е кои се другите основи како причина за ваквите состојби и каде да ги наоѓаме и другите, кои ја имаат вината и ја сносат таа одговорност. Ове тоа... Па веќе го одговоривме, значи вината е директно од врвот. Ако во собранието, како највисок државен орган кој што е законодавен, ги носи законите, ги склапа, ги составува и ги произведува, а законите за што служат? За заштита на населението, за воведување на ред и мир во функционирање на државата, зашто ние сме државата. Секој човек е дел од тој систем. Да. Ако тука тебе ти се прават криминали, фалсификувања, злоупотреби, непочитувања, зашто овие сега се типаат, меѓутоа тоа е
практично го тепаат македонскиот народ, без оглед кој на кого, со кого се тепа. Зошто они глумат така, а по закон треба да се, народни пратеници. Секој еден од нив представува одредена бројка, 30, 40, 50 илјади народ, во зависност од колку пратеници постојат. Ако тие го кршат законот, па кој понатаму да го спроведува? Тоа е едната власт, највисоката, иако демек се еднакви трите власти, судската, извршната и законодавната, меѓутоа законодавната е и нешто повеќе по мене, затоа што таа што го воведува редот помеѓу извршната, судската и државата, односите во државата со правење на законите, со назначување на луѓе кои ќе бидат, еве да речеме, уставниот суд како највисок суд во една држава, кој што мора дури и самиот да реагира, самиот да биде коректор на законите на овие, пошто он е над сите овие власти, мада мене и тоа не ми е јасно, како уставниот суд останал да биде, вика, неконтролиран од никого. Па тоа не е можно. Значи, системот се прави така да биде, секој да биде контролиран. Не можеме на Жими мајка да играме покер. На доверба, нели? Не е тоа во ред. Ама, зашто е направено така? Зашто до сега уставниот суд требаше, во однос на промена на името, кој што во суштина никогаш не се случило, ова е се еден филм, што ни се представува дека е така и ние го прифаќаме и го играме, не сакајќи играме во таа, се ќе го исправаме, па ќе му бараме законски овие членови, кечови, а во суштина никој нема право мене да ми смени име, толку е пријатно. Утре, меѓутоа, уставниот суд е тој што треба да каже стоп, ајде да го нема премиерот и овој, кажи го, председателот на владата, ајде и председателот на собранието и председателот на државата, вака мислите, ајде сите имате кривично дело, веле предавство, сите у затвор. Така, и готово, решена е работата. И па немаме ни таков суд. Значи, ние растурија војската, ние растурија полицијата, треба да дојдеме во состојба веќе, после сите случувања, да станеме свесни дека од нас зависи. И дека не можеме веќе да ги оставаме така рекле на телевизија и за тоа е тоа вистина. Не е да си ги земеме во... Да е ова некоја си театарска представа, може. Ама ова не е театарска представа, ова е навистина се случува. Во земјата реалност е... Реалниот живот. Да, дојде до таков степен да мора некакви озбилни и итни мерки да се превземат во врска со корумпираноста, со сменувањето на името на земјата и сите други работи кои што се македонски и треба да останат македонски и земјата како таква Македонија. Така. Да. Има многу прашања за кои што ќе зборуваме во идните запишете, да. Да. Мене ми беше интересно што неодамна со случувањата околу МПЦ-ОА дека наводно државни представници или министри или премиерот оргирале и оркестрирале, влијаеле врз Цариград, наводно, со нивни писма, со посети и разговори и така натаму, со цел да им се оствари желбата околу сушност елиминирањето на МПЦ-ОА и создавање на нова некоја си Охридска црква. Да, ако можеме, може би друг пат да зборуваме околу тоа, затоа што според мене
Сметам дека и тоа е една вид корумпираност, бидејќи црквата Апсолутно. треба да делува, не е таа дел од владата и од властите. Црквата си е црква и си е самостална како таква, нели? Црквата и припаѓа на народот. Но ова што се случува, Така би требало да биде. Што значи прстите на тие што се во тој круг на корумпирани личности, Сегде се. Одат дури и во Цариград и кој знае каде на друго место. Па, ако е целта да ја разнебитат Македонија да ја нема, тогаш црквата е еден столб. Така? Очигледно. Нормално. Ќе додадеме друго нешто во врска со било кој од овие три прашања што ги разгледавме, некои други информации, посебно информации каде може да се обратат оние луѓе кои што се оштетени, дали ќе можеме да дадеме информации околу тоа, контакти, адреса и така натаму. Да. Да, еве уште еднаш, иако и во овие објави кога најавуваме емисијата, има таму подолу наведено, значи ќе можат да се обратат на телефон 077 581 871 за секоја информација, понатаму да бидат упатени. Исто така на сандачето на Facebook страницата Откритија Discoveries, каде што може порака да испратат или некој материјал, доколку нели тие имаат некој своја проблем во свој предмет, или што би сакале нели да постават прашање, можат исто така на имејл адреса odkritijarediscoveries@gmail.com и можат и во просториите, до сега беше секој вторник и петок од 11 до 14 часот во нашата канцеларија во Карпош 4 во ТЦ Антико до Кам. Сега како почнуваат одморите, може би е добро на телефон, нели, да се јават претходно, па да се види доколку има потреба и тука да се дојде, или во колку часот да се договори и така, инаку се друго може да се прати по мејл, нели на тоа на Facebook страницата по порака и на телефон за било каква информација. Да. Да ги подсетиме нашите гледачи и слушатели дека ја следат програмата на ТВ каналот Откритија Discoveries, Надеж за иднината. Ова е прва програмска серија дебата од областа на правото, сигурноста, владење на правото, правната држава, нас проти корупцијата, од серијата Отворена дебата, Надеж за иднината, парадигма за новото време. И со ова ја завршуваме денешната емисија на овој канал и ви благодариме на вас, наши слушатели и гледачи, што ја следите. Ви благодариме за вниманието и за учеството. Посебно благодариме на Ана и на Гапи за оваа дебата денеска што ја водевме. Не заборавете да ги известите вашите роднини и пријатели, за да можат и тие заедно со вас да ни се придружат следниот четврток во 20 часот, а до тогаш поздрав и почит кон сите вас од мене Силвана Павловска од Австралија, Ана Бобинкова Мијаковска и Агапи Тофиловска од Македонија. Се гледаме друг пат и бидете благословени сите. Благодариме, поздрав исто така до сите оние кои што не следат, не гледат, до сите македонци во целиот свет, до македонците во Австралија и да ги споделуваме и издружуваме нашите искуства и сознанија заради подобро справување со ова општествено зло. Посебна поздрав до вас, Силвана, како еден успешен водител, меѓутоа и македонка родолюбка, што ги чувствува и ги знае сите проблеми со кои што и во Македонија, меѓутоа и како поединци граѓани се соочуваме секаде каде што трпиме неправда.
To je mnogo važno, da se nosi проблемот и да се чувствува, бидејќи е дел од успехот во борбата против истиот. Поздрав и љубов за сите. Да, си секое добро. Здравје, до следниот пат, посакуваме се најубаво. Космичка планета. Благодариме. Се слушаме. Се слушаме.